Во рамките на Европските денови на културното наследство 2022 година, во Уметничката галерија во Куманово се одржа ретроспективно монографска изложба на Крсто Славковски од авторот Гоце Божурски. Неговото дело е многу интересно бидејќи обработено за прв пат, а самиот автор на монографијата Гоце Божурски пред ова издание монографско издаде и целосна монографија за сите наивци во Република Северна Македонија, чином 2021 година дека беше тоа монографско остварување и изложба со над 100 дела од наивците во Република Северна Македонија. Оно што е многу интересно е дека Крсто Славковски всушност бил вработен во Националната галерија на Република Северна Македонија. Поточно бил вработен од големиот Никола Мартиновски, кога тогаш бил и директор, така да навистина учел и имал од кого да учи, да ја запозна уметноста. Бил за оглед на тоа што нели бил нешколуван уметник. 60 дела ќе бидат представени во галеријата во Куманово и оно што е карактеристично е дека ќе бидат дела изложени земени позајмени од фамилијата, од неговата ќерка и син, а дел ќе бидат од галеријата Остен, која навистина морам да ја пофалам, многу убаво ги третира неговите дела и тие се навистина очувани бидејќи се работи за скулптури во дрво. А скулптурите во дрво обично се изложени на временски, бидејќи дрвото работи самото по себе, изложени се на временски неприлики, погоди, непогоди, а галеријата Остен навистина ги има сочувано онака како што биле создадени од самиот автор. Кој можеме да ги сврстиме покрај него во ова наива, како да кажеме, во Македонија? И навистина е како правец, може би наведум лесен, а многу специфичен и тежок да се припомни. Број 1, веројатно знае пошироката јавност, Вангел Номовски, значи нашиот најпознат светски признат наивец во областа на уметноста е токму тој. Ѓорѓе Шијаковиќ, потоа Ристо Ристовски, Љубица Андреевска, 5-6 автори се тие кои што ја третираат наивата како правец во ликовната и во уметноста на скулптурата, меѓутоа овде се работи бидејќи уште еден момент јас би нагласила, Крсто Славковски творел поточно без својата една шака. Зашто се работи? Се работи дека тој ја изгубил во детството својата дланка и би творил само со една рака. Да твори скулптура во дрво со една рака е навистина специфично за уметник кој што е со високо образование, а камоли за уметник кој што нели се работи без кој не бил школуван. Вистински талент. Вистински талент и така го третира авторот Гоце Божурски во својата монографија. И навистина она што јас би забележала и би додала е дека тој работи во 3 тематски дела. Самиот автор, тоа се пред се фигури на мајка со дете, каде што ја прикажува емоцијата на мајка со дете во дрво, значи се работи за сите скулптури, потоа асоцијативни форми, експресивни прави форми и прави портрети. Значи на 3 дела му е поделено неговото творештво и навистина ова е еден убав настан, потек на ивата во Македонија да го завземе местото во нашата средина и пак е, како што кажавте, е признан. Тој е член имено на Друштвото на ликовни уметници од 1972, што значи сепак зазема место во нашата култура. Бидејќи има еден пасос и во монографијата, колку Македонија споредбено само со, еве, ке кажеме, поранешните од југ простори републики, можеме некако да се носиме сега веќе навистина каде што има и врвни уметници, Србија, со Хрватска, Босна, сите знаеме дека најмногу Хрватска и Војводина ги дала имињата Крсто Хегедучич во наивата нели на бившите југословенски простори, меѓутоа со овие монографски изданија на колегата навистина можеме ние веќе раме уз раме да се најдеме со овие автори. До крајот на годината каде можеме да видиме она што вие ќе се представите во нашата држава? Така, јас како виш кустос при Националната галерија на Република Северна Македонија во текот на месец декември подготвувам проект на наш познат ликовен уметник од Тетовскиот универзитет Нехат Бекири. Тој работи апстрактно сликарство и е професор на истоимениот Тетовски државен универзитет и веќе сме онака во подготовки да се реализира пред новогодишно да израдуваме нашата публика во Националната галерија на Македонија. Во објектот Чиста Амам ќе биде изложбата.